Драги дечиња, драги првачиња, и на овој час по музичко образование ќе се дружите заедно со мене, наставничка Зорица. Вие децата најмногу сакате да си играте. Некои игри ги играте самостојно на компјутер, некои игри ги играте двајца, тројца или пак многу собрани дечиња на игралиштето, во паркот, а најчесто на улица, но се разбира треба да биде тоа на безбедно место. Ајде да наброиме некои групни познати игрички кои честопати ги играте вие сега, а се толку одамна што ги игравме и ние кога бевме мали. Значи да наброиме стари традиционални игри што се играат и денес. Ви текна ли некоја? Се присетивте ли на некоја? Крижи миши. Прстенче со кое што ќе се запознаете во вашето прво одделение. Џамија. Нека бие играта со топка што е. Грниња е интересна игра. Штркот бара боја, добро познатата игра Штркот бара боја. На почетокот на групните игри најчесто се употребуваат бројалките. На што ве подсетува зборот бројалка? Слушајте внимателно, за да се одреди кој е прв, односно кој прв да ја започне играта, најчесто настануваат караници. Јас сум прв или тој нека мижи. За таа цел, многу одамна се измислени и бројалките. Дали сега се присетивте што е тоа бројалка? Бројалки се најчесто кратки ритмички песнички кои што интересно звучат, лесно се пеат, не бараат да бидеме пеачи па да знаеме да ги отпееме. Најчесто се кратки со по неколку стихчиња или една подолга строфа. Па ученици, тоа е и целта на денешниот час. Да слушнете и да разберете една бројалка, да се обидете ритмички правилно да ја изведете и да ја примените во игра. Има многу бројалки, но денес ќе се запознаете подобро со бројалката Топчето ми падна. Слушнете ја внимателно. Јас ќе ја кажувам бавно, за да ја разберете нејзината лесна и интересна содржина. Всушност ќе ви ја изрецетирам за почеток. Топчето ми падна. Калина го грабна. Дај ми го, Калино. Не ти го давам. Ке го продадам за 2-3 гроша. Калина е лоша. Всушност тоа беше содржината на стихотворбата, но сега и мелодиски ќе ја слушнете бројалката, онака како што треба да звучи кога броите во игра. Слушајте внимателно. Топчето ми падна, Калина го грабна, дај ми го, Калино, не ти го давам, ке го продадам за 2-3 гроша, Калина е лоша. Така звучи бројалката која што денеска ќе се обидеме да ја запомниме. Ајде сега малку да поразговараме за бројалката, да пронајдеме зборови кои можеби не ви се познати. Ајде да почнеме од почеток. Во топчето ми падна. Непознато нема. Топче падна. Калина го грабна. Калина, дечиња, е името на девојчето. Дај ми го, Калино. Повторно нема непознати зборови. Не ти го давам, ќе го продадам. И тука е се познато. За 2-3 гроша. Зборот грош. Можеби некој од вас знае што значи, но можеби некој не. Стара метална паричка со која што можеле да се купат многу работи, повеќе работи. Калина е лоша. И сега да одговорите на неколку прашања од бројалката. Ајде, слушај внимателно и одговарај со целосна реченица. Поради која играчка настанала кавгата? Кавгата настанала поради топката. Колку деца разговараат во оваа бројалка? Во оваа бројалка разговараат 2 деца. Кој ја предизвикал кавгата? Ајде со целосна реченица. Кавгата ја предизвикала Калина. А кој бил во право? Во право било момчето. Сега на екранот повторно ќе ја видите запишана оваа бројалка и ќе се обидеме заедно да ги изброиме нејзините зборови, бидејќи
Подоцна во вашата домашна задача ќе треба да забележите што има повеќе, зборови или слогови. Ајде, секое зборче го пишував со различна боичка, за вие првачињата полесно да изброите. Почнете со броењето. Ајде, заедно со мене. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 зборови има во нашата бројалка. Но ученици, бројалките за правилно да се изведат треба некои од зборовите да не се изговараат целосно, слеано, туку да се делат и да се кажуваат како во некој ритам. Може би тоа го забележавте кога ја пее вашата бројалка, дека всушност и не беше како обичните песнички. Тоа се вика слогово нагласување. Ке се обидеме и ке забележите дека е многу лесно. Лесно, интересно. 7 празни линии, како 7 стихови во нашата бројалка. Ке се обидам сега да ја испеам бројалката, вие да слушате, а за да одредите како се делат зборовите на слогчиња, гледајте во топчињата. За секое слогче ќе пуштам по едно топче. Например, топчето ми падна, ќе биде топчето ми падна. Ајде. Топчето ми падна, калина го грабна, дај ми го калино, не ти го давам, ке го продадам за 2-3 гроша, калина е лоша. А сега, стих по стих, да се обидеме да ја запомниме и да ја изведеме. Така ќе ни биде полесно за игрите што следат. Прво слушнете ги првите 2 стиха, јас ќе ги испеам, а потоа вие ќе ги повторите. Топчето ми падна, калина го грабна. Ајде сега вие. Јас Тивко. Топчето ми падна, калина го грабна. Така, значи топчето ми падна, калина го грабна. Ајде сега вторите 2 стиха, јас па вие. Дај ми го калино, не ти го давам. Ајде вие. Дај ми го калино, не ти го давам. Така, може да се обидете да го кажувате и првите стихови и вторите стихови колку пати сакате, толку колку што пати имате потреба. Или сите 4 заедно, ајде да се обидеме, сите 4 стиха. Топчето ми падна, калина го грабна, дај ми го калино, не ти го давам. Ете ги првите 4 стиха, се надевам дека ги запомнивте, продолжуваме на последните 3. Ке го продадам за 2-3 гроша, калина е лоша. Ајде вие последните 3 стиха. Ке го продадам за 2-3 гроша, калина е лоша. Браво! Значи, ајде сега целосна бројалка заедно сите за да бидеме сигурни во понатамошната игра што следи, дека ќе бидеме успешни. Ајде повелете, јас Тивко, а вие гласно. Топчето ми падна, калина го грабна, дај ми го калино, не ти го давам, ке го продадам за 2-3 гроша, калина е лоша. Браво! А сега ќе се обидеме да ја изведеме бројалката не само со пеење, туку и со плескање на рачињата. Еден слог, едно плескање. Значи мора да внимаваме ритмички правилно да ја изведуваме.
А за таа цел мора истовремено да правиме слог, плес. Еве како нашиот Пинокио, но колку точно правилно ритмички ја изведува, не знае. А ние ќе се обидеме. Почнуваме. Ајде заедно. Топчето ми падна, калина го грабна, дај ми го калино, не ти го давам, ке го продадам за 2-3 гроша, калина е лоша. Браво! Доколку успеа, браво! А воспротивно, сопри го видеото и обиди се уште еднаш, а дури потоа продолжи. Сега, за следната изведба на оваа броелка, ќе употребиме и 2 дрвени боички. Ќе тропкаме со боичките, а потоа и со дланките на масичката пред нас. Но ова ќе биде ваша самостојна задача. Значи, на уште поинтересен начин ќе се обидеме да ја изведеме бројалката. Еден стих, например, топчето ми падна, со боичките. Топчето ми падна, а веќе следниот стих, калина го грабна, на масичката пред вас. Повторно продолжуваат. Дај ми го. Значи, сопрете го видеото, подгответе ги боичките, а потоа изведете ја бројалката, еве како нашиот Снупи. Почнете, изведете ја онолку пати колку што мислите дека имате потреба. Доколку и вака успеавте да изведете бројалката, браво, а воспротивно сопри го видеото и обиди се уште еднаш, колку ти сакаш, а потоа продолжи. Ученици, постојат уште многу интересни начини на изведба, за полесно да може и поинтересно да ја научите една бројалка. Например, со тропкање со ногата. Еден слог, едно тропкање. Со одење. Еден слог, еден чекор. Па доколку сте успешни во скокање на јажи и така може да ја изведувате бројалката. Еден скок, еден слог. Ова може да е предлог игра и за со вашите другарчиња. А сега и нашата денешна цел. Зошто учевме бројалка? Како што кажавме, за да одредиме на почетокот кој ќе ја започне играта. Нека бие, грниња, џамија или било која друга игра, треба да знаеме правилно да изведуваме бројалка. Со помош на нашата бројалка може да одредиме, еве на оваа слика, кој од овие дечиња ќе чита прв. Ќе чита својата приказна прв. Сите сакале, јас, но бројалката ќе помогне кој навистина ќе биде тоа, за да нема кавга. Како што кажавме, не треба да ги кажуваме зборовите целосно, туку треба да ги делиме на слогови. Кога броиме, најдобро е да ги посочуваме со прстето, дечињата или со раката поред. Бројалката започнува од оној кој што ја кажува. Во нашиот случај тоа е Илина, девојчето со претенка. Илина започнува да ја кажува бројалката и да одреди кој ќе чита прв од својата тетрадка. Топчето ми падна, калина го грабна, дај ми го калино, не ти го давам, ке го продадам за 2-3 гроша, калина е лоша. Девојчето со црна косичка е прво, односно прво ја чита својата приказна. Ете, бројалката направи да нема кавги. И за домашна задача, на масата нареди ги твоите дрвени боички или фломастери во круг како на сликата. Би требало кај вас да се 12, тука се многу боички, кај вас ќе бидат 12. И замислете дека боичките се всушност дечиња кои што седат така во круг за да ја играат играта нека бие. И сега вие треба да одредите, ти треба да одредиш кое дете ќе фрла топката прво. Значи, кажува ја бројалката и одреди кое дете ќе излезе прво, односно кое ќе фрла топката прво, а другите ќе бегаат. Оди со прстето по боичките. Со таа боичка, која што ќе испадне прва, во твојата тетрадка без линии, запиши толку исправени цртички, значи вертикални, колку што слогови има во бројалката. Што треба да правиш? Треба да си ја кажуваш бројалката на глас и за секој слог истовремено да повлекуваш цртичка со боичката. Например, топчето ми и цело време колку слог чинја толку цртички. Доколку умееш да броиш над 20, обиди се да ги изброиш цртичките. Тоа се всушност бројот на слогови на бројалката, во бројалката. И што има повеќе? Зборови или слогови?
Уште едно мало домашно задолжение, обиди се да ја нацрташ бројалката, онака како што ти денес ја доживеа. До видување, до следното видување.